Почитувани, владата и Венко Филипче молчат дали и доколку не, зошто не се санкционирани фирмите Соникс и Винора, две од 9 фирми кои што беа избрани од комисијата на Венко Филипче за да извршат набавка на респиратори, а ја откажаа набавката. Откако биле избрани и за кое што се обврзале дека ќе ги донесат респираторите за 30 дена. Што се сменило од периодот кога бил огласот и кога фирмите го добиле тендерот, ако знаеме дека други 7 фирми биле декласирани само за тоа што не можеле да ги испорачаат респираторите за 30 дена. Филипче, кој што се фалеше на секоја пресконференција со наводната набавка, преку соопштение само извести дека набавка воопшто нема да има. Дали се работи за смислено сценарио и однапред договорена шема. Оваа шема, која што откако јавноста почна да реагира, власта мораше да ја откаже. Доколку не е така, зошто тогаш двете компании кои што се обврзаа, а отпосле не ја реализираа набавката и како држава не оставија без респиратори, не се санкционирани, па сето тоа индицира само на тоа дека се работи за однапред договорена сделка. Се е сомнително ако се знае дека постапката е со уредба на влада, постапката не одеше преку Бирото за јавни набавки, туку по брза постапка од 72 часа, која што ја спроведуваше трочлена комисија во состав од административни службеници вработени во Министерството на Венко Филипче. Почитувани, знаат дека се фатени до гуша во криминал и сакаат да се исперат, но криминалот нема да им помине. Очекуваме одговори. Ги повикуваме институциите да го испитаат целиот случај за кој што пишуваат и медиумите во Македонија, од почетокот при декласирањето на 7 компании до крај. Одговорност ќе има, ако не сега, по промена на власта. Ви благодарам на вниманието.